Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Февронија и преподобниот Дионисиј. Светата маченичка Февронија ќерка била на сенаторот Просфор од Рим. За да го избегне бракот со смртен човек, таа себе си се ветила на Христа и се замонашила некаде на исток во асириската земја, во манастирот во кој што игуманија била нејзината тетка Вриена. Лисимах, син на некој големец, имал желба да се ожени со Февронија, но бидејќи царот Диоклицијан во него насетувал таен христијанин, го испратил на исток со Селин, неговиот стрико, да ги фаќа и да ги убива христијаните. Селин бил суров како звер и секаде безобзирно ги истребувал христијаните. Лисимах напротив, секаде каде што можел ги штедел христијаните и ги засолнувал од својот звероподобен стрико. Откако ги запустил христијаните во Палмира, Селин дошол во градот Сивапол, во чија близина имало женски манастир со 50 испоснички, меѓу кои била и Февронија. Иако имала само 20 години, Февронија почитувале и во манастирот и во градот поради големата кроткост, мудрост и воздржливост. Во тој манастир се држало правило на блажената Платонида, поранешна игуманија секој петок да се поминува само во молитва и читање на свештени книги. Вриена ја одредила Февронија да им чита на сестрите од свештените книги и тоа стоејќи скриена зад засторот за никој да не се занесува и пленува со убавината на незиното лице. Слушнувајќи за Февронија, Селин наредил да му ја доведат. Па кога светата девица не сакала да се одрече од Христа и да се согласи на брак со смртен човек, тој наредил да ја тепаат, потоа да и ги изронат забите, па да и ги одсечат рацете, па градите, па нозете и најпосле да ја обезглават. Но мачителот истиот ден го снашла страшна Божја казна. Бес влегол во него и го обзел предсмртен ужас. Во таа ужасност тој со главата удрил во мермерен столб и паднал мртов. Лисимах наредил телото на Февронија да се собере и да се однесе в манастир, каде што било честно погребано, а тој со многу други војници се крстил. Од моштите на Февронија се добивале многу исцеленија, а и таа самата се јавувала на денот од нејзиниот празник и стоела на своето вообичаено место помеѓу сестрите. И сите сестри ја гледале со страв и со радост. Светата Февронија честно пострадала и се преселила во вечното блаженство во 310-та година, а во 363-та година нејзините мошти биле пренесени во Цариград. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Преподобниот Дионисий, ктитор на манастирот на светиот Јован Дионисијат на Атон. Родум е од Корица во Албанија. Неговиот постар брат Теодосиј се оддалечил во Светата гора, каде што со време станал игумен на манастирот Филотеј. Кога пораснал и светиот Дионисий дошол кај својот брат во Филотеј и овој го замонашил. По Божјата промисла, Теодосиј, занимавајќи се еднаш со манастирска работа во Цариград, бил избран и посветен за митрополит во Трапезунд. На Дионисија пак почнало да му се јавува некоја чудна светлина секоја ноќ на она место каде што тој подоцна го подигнал манастирот на светиот Јован Претеча. Разбирајќи ја појавата на таа светлина како знак од небото дека тука треба да се подигне манастир, Дионисий отишол во Трапезунд, кај својот брат и кај царот Алексеј Комнен да побара помош. Царот му дал и пари и повелба, која и сега се чува во манастирот. Дионисий го основал манастирот на светиот Јован Претеча во 1380 година. Но кога еднаш морски разбойници го ограбиле манастирот, Дионисий повторно отишол во Трапезунд и таму го завршил животот во 72-та година од земниот живот. А манастирот Дионисијат и до ден денес напредува и цвета. Во тој манастир се наоѓа иконата на Пресвета Богородица наречена Пофалба, која што царот Алексеј Комнен му ја дарувал на Дионисий. Според преданието пред таа икона првпат е читан акатис на Богородица, составен од патриархот Сергиј. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренесену